Клиничкиот центар доби нова компресорска станица. Нема пречки за операции во хирушките сали. По 9-месечен застој во хирушките блокови проблемот е надминат. За набавка, монтажа и пуштање во работа на системот за компримиран воздух на комплексот клиники чини 21,2 милиони динари. Министерот за здравство е задоволен што е решен децениски проблем во здравствениот систем и уверува дека полека, но сигурно македонското здравство ќе застане на здрави нозе. Новата компресорска станица се покриени сите 18 хируршки сали на хирургија, исто така салите во ОРЛ и офталмологија, значи оториноларингологија и офталмологија и максилофасијална хирургија. Така да комплетниот систем е тестиран 10 дена, се функционира како што треба. Колапсот на хирушките клиники настана во мај минатата година кога беа затворени сите сали, а на стотици пациенти им беа одложени операциите. Сите итни случаи одеа во градската општа болница 8 септември и клиниката Свети Наум Охридски. Надлежните изнајдоа и преодно решение. Со помош на надворешни компресори, хирурзите почнаа да оперираат. И додека целиот притисок е врз клиничкиот центар, здравствените власти размислуваат го 8 септември да биде регионален центар кој освен Скопје ќе ги покрива и Куманово и Велес, или пак да остане втора клиничка болница во Скопје. Ја мислам дека 8 септември треба да биде втор клинички центар во Скопје. Втора клиничка болница, клинички центар само еден е. Клиничка болница треба и е 8 септември, меѓутоа треба да се дадат повеќе ингеренции и мислам дека 8 септември треба да остане како и досега добар бекап за клинички центар. На прашање до кога ќе биде паузирана изградбата на нов клинички центар, Таравари одговори дека за 2025 нема таков план. Нов клинички центар најавија неколку претходни влади, но ниту една досега не почна да го гради. Како алтернативно решение, владата на премиерот Мицкоски го предлагаше спојувањето на клиниките во рамки на клиничкиот центар во Скопје.